богата биографија, големо бизнис и политичко искуство. Собственик е на 2 агенции, маркетинг и пиар. Во ово издание на Трилинг соговорник е Ангелка Пеева Лауренчиќ. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата, задоволство ми е да се видиме повторно. Во Македонија секогаш имате една балканска емоционалност и страст. Дали изборните кампањи се израз на нашето тековно културолошко, социолошко па и образовно ниво? Секоја кампања било каде во светот, не само балканска, не само кај нас, е израз на тоа милје контекстуално, социјално, културолошко, начинот на кој што се комуницираат работите, начинот на кој што се обраќаме меѓу себе. И затоа добрите политички кампањи, скоро без исклучок, мора да ги работат луѓе кои што се дел од тоа милје, за да може да се разберат со гласачите, односно со купувачите кои што треба да го купат кандидатот, односно да гласаат за или против некого. Колку ова изборна кампања за локални избори всушност е доволно поткована врз основа на теми, прашања и проблеми кои навистина ги засега обичните граѓани? Локалните избори генерално се најжестоки, најагресивни и повеќе слојни политички комуникации за разлика од парламентарните или претседателските. Ви имате голем број на кандидати, многу општини, различни контексти во секоја општина и различни јазици на комуникација. И заради тоа можеме да кажеме дека ако сакаш да ги следиш сите тековни комуникацијски стратегии за сите општини, тоа е скоро невозможно. Зошто се разликуваат, зошто поинаков е тонот и начинот на комуникација, например, земете Центар, Карпош, Ресен, Струмица, Штип, се тоа е различно. Немате една стратегија за сите. Имате различна стратегија во секоја општина. Од друга страна, веќе не важат истите правила за политичка комуникација како што било пред 10, 15, 20 па и 30 години. Се размножија многу брзи канали на комуникација и многу различни начини на комуникација со гласачкото тело. Ке забележите дека веќе ги нема тие големи кабасти митинзи на плоштадите, веќе ги нема огромните собири и масовки, туку се оди на еден друг тип на комуникација со гласачкото тело и повеќе е tailor-made или обликувано согласно интересната група на гласачи, односно обликувано согласно потребите на гласачите за одредена општина. Лауренчиќ, спотови, слогани, ТВ дуели, имаат ли некаков удел во освојувањето на гласовите? Дали тие се наменети за симпатизерите или за отсрнување на политичкиот опонент? Во принцип, генералната кампања која што се креира, генералниот слоган, спот и сите други промотивни материјали кои што одат со тоа се наменети кон гласачите и претежно се наменети да ги предизвикаат веќе постоечките поддржувачи на кандидатот и да предизвикаат нови поддржувачи од фундусот на гласачи кои што во принцип не му припаѓаат нему. Како се развива кампањата, така се развива и таа црна кампања, како да кажам, која што скоро никогаш не е носечка. И таа е наменета за да одземе гласови од главниот конкурент во одредена средина. Тоа што е интересно да се види е траењето на оваа кампања. Значи, оваа кампања, согласно закон, треба трае 21 ден. А ние сме сведоци дека таа трае најмалку дупло повеќе и тоа со скоро истиот интензитет како што го имате еве неколку дена пред избори. Сите кандидати беа доста присутни, доста видливи и доста агресивни уште пред да почне политичката кампања за овие локални избори 25-та година. Сметате ли дека кампањите, шетањето низ општините, шетањето меѓу граѓаните, сушност е клучна
во носењето на одлука на луѓето кому да му ја дадат довербата? Може би не е клучна, меѓутоа е многу важна. 80% од проблемите помеѓу луѓето, без оглед дали е кампања или друг тип на комуникација или вообичаена комуникација секојдневна, се решаваат со добра комуникација. Живиот збор и контактот е незаменлив. Тоа било од секогаш така и тоа нема да се промени веројатно и во следните 100 години, освен ако сите не се оттугиме до толку да и не постои таков контакт. Затоа сметам дека таквиот тип на комуникација директна со гласачкото тело е пожелен и посакуван и имаат ефект на кандидатите. Орли, врапчиња, загари, предавници, криминалци, неспособни, урбана мафија. Дали лидерите, партиските лидери всушност им ја киднапираа кампањата на кандидатите за градоначалници? Се чини дека, или беше сосема очигледно дека на сите митинзи најчесто доминира претставителите на партиите? Има две работи тука. Прво, што треба да ги разграничиме, дозата во комуникациите и како гласа македонското гласачко тело воопшто. Ајде да почнеме од второто. Од тоа што го видовме како резултат на овие локални избори, јасно и недвосмислено е дека македонското гласачко тело, под македонско гласачко тело го сметам севкупниот број на гласачи во Македонија, гласа најчесто кон политичка партија. Се уште ни треба време да излеземе од матрицата и да гласаме за човек, затоа што и овие резултати тоа го покажуваат. Ако е тоа така, а е така, тогаш политичките лидери недвосмислено ја користат можноста да го зголемат фундусот на гласачи во дадена општина со нивното присуство. А со оглед дека се доминантни во политичката арена, понекогаш ја го крадат шоуто, како што рековте, на самите кандидати. Од друга страна, црната кампања или невоспитаното однесување и реторика на одредени поединци, групи, политички субјекти кон кандидатите од другата страна, дури може да биде и контрапродуктивно кон тој што тоа го испраќа како порака. Како антибиотик. Ако имате доза од 5 мл, може и ќе ви помогне ако испиете во точна доза и во точно време. Но ако испиете цело шише, веројатно дека ќе се отруете. Така и со овој тип на, да речеме, непристојна кампања или црна кампања или кампања под нивото на моралниот и етичкиот момент, може токму обратниот ефект да го даде кон тој што ја испраќа. Бевте своевремено и пратени во законодавниот дом. Повеќе од 30 години сте активна и на политичката сцена, и во бизнис круговите. Како денес ја оценувате политичката сцена во земјава? Кога ќе кажете сцена, на сцена се присутни, нели, блескави поединци, актери и слично, зашто сцената е наменета на најдобрите. Јас мислам дека ние генерално треба да размислиме околу тоа кој се може да влезе во политика, за да остане нивото на доверба кон политичарите доволно за да можат со авторитет да ги водат процесите. Зошто што се политичарите? Политичарите се менаџери на одредена општествена целина. Ние сега што бираме? Бираме градоначалници кои што се менаџери на општината, треба да ја менаџираат општината, како во една компанија. Менаџерот треба да ја менаџира компанијата, како дома
тој што носи пари треба да размисли како да ги подели и што да инвестира, да купи, кога да земе кредит, за да семејството добро функционира. Тоа се градоначалниците. И во тој правец многу е битно да имаме добар избор и таа сцена да има повеќе звезди. Наместо да тргнеме во битка со некакви подпросечни познавања од областа која што треба да ја работите утре. Ние, впрочем, таа лекција видливо ја научивме со градоначалничката во Скопје. Сметате ли дека е спуштено, паднато е нивото на комуникација и критериумот за, да речеме, за избор на пратеници, па и за градоначалници? Низ годините ние сме сведоци на пат на квалитет на авторитети во политичките субјекти, односно политичките партии. Ние пред 20 години, 30 години имавме многу квалитетни подмладоци. Значи, во подмладоците на партиите имаше избор на звезди за таа политичка сцена, да ги наредите, и тоа беа квалитетни, млади, интелигентни луѓе со идеали, секој во својата идеолошка матрица, дали биле левичари, центристи, десничари, ултрадесничари. Денес такви подмладоци не постојат и ова би била една сугестија за политичките субјекти, особено за тие што сериозно сакаат да обстанат на политичката сцена, да поработат малце на создавање на етични и едуцирани кадри во областа. Вие и сега споменавте, но најдов едно ваше поодамнешно интервју каде што велите дека водењето држава е менеджмент. Колку и како политичките водства добро управуваат со државата? Тоа не е моја проценка, оценка. Вие имате истражувања и таму граѓаните го даваат конечниот суд. Дали се чувствуваат, дали ја гледаат земјата дека оди во добар правец, каде го гледаат својата иднина. Ни треба многу работа во тој сегмент, ни треба постување на правила, дисциплина, ред, поредот и закон. Не можеме да ги менаџираме процесите во државата, како што не можеме ни да ги менаџираме процесите во компаниите што ги водиме по желбата на мнозинството. Туку треба да се превземе ризикот, да се превземат мерки кои што во некој идно време ќе дадат подобри перформанси и подобри параметри за животот на сите граѓани. Не знам дали бев доволно јасна. Значи, не е битно што мисли мнозинството граѓани за одредена тема во одреден период. Туку е важно дали политичките структури кои што се избрани и платени да ја менаџираат државата, сметаат, и тоа можат јасно да го покажат и докажат, дека тоа долгорочно носи бенефит за општото добро на сите граѓани во државата. Господи Лауренчиќ, вие сте дел од Советот на Алијансата за родова еднаквост. На последните локални избори пред овие, во овој момент од 81 градоначалник, само 2 се жени. Зошто се уште не може да се разбијат овие стереотипи и предрасуди? Дали се уште политиката е машки род? Мислам дека тука има сериозно поместување, особено во делот на... Ако си земе дека имаме председателка жена и градоначалничка во заменување жена. Видете, после Данела Арсовска некако и малци крилата ни се пресекоа кога инсистираме на полова еднаквост во сите структури. Тука не станува збор само за градоначалници, но има сериозно поместување во делот на собранискиот дел, пратеничкиот состав е подобар,
но треба доста да се работи во сегментот на преземање на пожестоки улоги, а тоа се градоначалничките улоги, каде што потребата од мотивирани, храбри, менаџерски настроени дами ќе биде јасна и кон гласачкото тело, но како што кажав, таков еден бран имаше пред 4 години за се уште актуелната градоначалничка и нејзиниот мандат е едно тотално фијаско и разочарување за сите кои што верува во таа димензија за која што јас сега зборувам. Дали се соочуваме со деградацијски, цивилизацијски заостаток? Во која смисла? Потврдуваме во политичкиот, општествен амбиент на функционирање, на нефункционалноста на институциите. Јас мислам дека светот потврла. Значи, вака сега, ако ја видиме малце пошироко сликата и во Европа, па и уште пошироко, многу процеси се изненадувачки различни од тоа што биле пред некое време. Лично сакам да верувам дека цивилизацијски поминуваме низ некаков процес на просејување, додека не дојдеме до тоа што е потребно за еден севкупен напредок, па во таа смисла и домашното милје и кај нас во Македонија. Тоа што повеќе ме загрижува е очигледното на оваа кампања, и тоа можев да го забележам во комуникацијата на повеќе кандидати за градоначалници, некритичкото користење на вештачката интелигенција, која што ја навредува пак и интелигенцијата на гласачкото тело. Што вештачката интелигенција се уште не е емоционална интелигенција која што може да комуницира и може да го испорача тоа што е потребно кон гласачкото тело. И ако овој тренд продолжи, а тоа е прв пат виден, тоа е новост на овие избори, ако треба да издвојам што овие избори се различни од сите претходни, е неумереното и некритично употребување на ChatGPT и друг тип на алатки во креирањето на политичките реторики, на политичките визуали и во начинот на комуникација со гласачкото тело. Лавренче, демократијата не е воопшто идеален систем, но досега подобар не е измислен. Мнозинството го владее малцинството. А какво ни е малцинството? Ако ме прашавте ова прашање пред 30 години, многу жестоко ќе застанев на тоа дека демократијата треба да се брани по секоја цена и се уште стојам на тој став. Но денес од оваа дистанца сметам дека правата кои што произлегуваат од демократијата секогаш треба да бидат проследени со обврските што истата таа демократија ги носи. И ние под плаштот на демократијата инсистираме само на правата, а многу малку на обврските. А обврските значат дисциплина, ред, почитување на законите и креирање на процедури и систем на функционирање на секое ниво. Во тој контекст ќе останам на таа позиција дека да, точно, не е измислен подобар систем, точно дека тоа е владење на мнозинството кое што го представува просекот, зашто мнозинството секогаш е просек. Прашањето е што е просек во одредено време, на што филозофски може да дебатираме, дали оваа генерација Z е попаметна од мојата генерација X. Значи, тоа е просекот. Мојата генерација X била таа што била актуелна пред 30 години, а ова е сега новата генерација. Која е попаметна? Што е просекот пред 30 години, што е просекот денес? Затоа ќе се вратам на тоа што на почетокот го кажав. Ние бираме менаџери
односно ние бираме градоначалници на општините, бираме влада, бираме министри, бираме пратеници, за да излезат од просекот. Да размислуваат подобро од тоа што мнозинството може да го испорача како барање желба, да инсистираат на обврските, на дисциплината, системот и следењето на правото и правната држава. Благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам на поканата и се гледаме повторно. Благодарам.